Добредојавте во За или против, јас сум Лјупчо Светановски, имам чест денеска мој гостин да биде новинарот и уредник Драган Павлович Ватас. Добре дојде. Добро е нашто. Ватас, точно еден месец од Кочанската трагедија, имавме многу време да видиме многу работи и да размислиме многу работи. Дали конечно свативме зошто ни се случи Кочанската трагедија, пожарот во Пулс 61 починато лице, зошто ни се случи ова? Па ништо ново нема да кажам, само ќе повторам дека ја од 10-15 години зборам дека ваквите главни проблеми во Македонија се секогаш како последица на корупција. Не можете да дојдете до ваков настан или сличен или некој економски гаф пропаст на некоја голема инвестиција без да има корупција. Овој случај само технички го докажа тоа што јас или многу луѓе во државата го тврдат. Има само една разлика што сега против таа корупција се бори. Ако споредиме кај нас со некои други ситуации слични, како запалениот автобус во Бугарија со македонски граѓани, кај што имавме 45 или 46, зависи како сметате во моментот или подосна жртви, ако го имавме тоа во Тетовската болница, поради начинот на кој ја користеле, и сега прв пат гледаме реална борба против корупција. Она што е многу битно во овој случај, сакам да истакнам не само активност на полицијата, на Министерството за внатрешни работи, туку и на целиот здравствен систем македонски и на Министерството за надворешни работи премиерот, кои успеа да обезбедат во рок од 24 часа подршка од цел регион, подршка во смисол на прием на пациенти. Ние имавме сличен настан, со речиси идентични причини, пад на кров во Доминиканска република, во Доминикана. Бројот на жртви се движеше од 90, за потоа да се качи на 130 и нешто и да рече тие се. Бројот на жртви на крај се искачи на 380. Дел ги криеле, дел починале у првите 48 часа кои се критични за оние кои се пациенти, односно кои се жртви. Кај нас такво нешто немаше. Тоа е последица на ова брзо делување пред се на целиот здравствен систем, пред се на министрите и премиерот кој организираа прием во соодветни странски институции, спасени се барем десетина животи, ако не повеќе, на тој начин, и ние немавме во првите 72 часа, поточно не се 48, ниту една жртва. Сега имавме две по тоа, и сега следи државата да се погрижи да обезбеди максимални услови, да нема трошоци, да бидат брзо примани, да бидат добро услужени, оние кои треба да се лекуваат од последиците на пожар. Во борбата против корупција ние сега имаме повеќе уапсени отколку број на жртви. До вчера беа 50 и нешто, сега се преку 60 уапсените. Имаме процесуирани во смисол на притвор, одземени пасоши, куќен притвор и така дале, негде 15-тина ми се чини. Значи постапката тече. Чисто да кажам, сега се е во рацете на обвинителството. Понатаму, полицијата својата работа ја заврши на начин кој сметам дека во јавност е оценет како задоволувачки и позитивен. Ги гледаме реакциите од јавноста, ги гледаме неуспешните протести да се злоупотреби овој настан од страна на соросоидите и СДСМ. Сега во рацете на обвинителството кој треба да ги утврди фактите кои полицијата ги посочила, кој треба да подготви обвинение. И потоа работа на судот. Што се однесува до владата, некаде тука нивната работа завршува. Следна задача на владата е новите луѓе кои доаѓаат да бидат поквалитетни од овие кои се компрометирани, осомничени или можеби во иднина обвинети. Значи тие да вршат работата како што треба. Најмалку 10 години Македонија ќе има позитивни ефекти од оваа акција на владата, на полицијата, и верувам на обвинителството ќе биде слично. Зошто? Ниту еден актуелен министер сега нема да мисли дека ако прави некаква корупција, за мижу од роднински причини, за како и да е, дека за по неговиот мандат нема да има последици. Гледаме овдека се приведувани луѓе и одреден притвор кои пред 12 години биле на функција, во време на тогашната влада на ВМРО. Приведувани сегашни министри, приведувани луѓе или некој човек одговорен во полицијата. Ниту еден министер и функционер, второ, трето ниво нека е, нема да може мирно да спие, заврши мандатот, никој ништо не ми рече, ми е гајле. Заврши митот за недоприливоста, така? И недоприливоста,
и дека со твојот мандат кога ќе заврши ти си чист. Не. Последиците може да дојдат и по твојот мандат и да одговараш за нив. Мислам дека сериозно ќе го сватат сите сегашни функционери, велам до трет ешалон, до, не знам, пазарна инспекција, рецимо. И сите идни министри и 4 очи ќе отворат кога е во прашање нивната одговорност и нивната иднина. Тоа се придобивките. Штетата е огромна, ненадомеслива за Македонија, колку што јас знам, ова е најголем број цивилни жртви откако Македонија е во самостојност. Не знам што се случувало, од земјотресот не го рачунаме. Так. И беше последен момент да нешто вакво се превземе. И пак велам, да споредиме со слични случаи во минатото, да споредиме со други држави. Македонија даде одговор најдобар што може во тој момент да се очекува. Имаш доверба во јавното обвинителство, зборуваме за човек кој што во првиот дел дури на самата трагедија го нарекувавме јавниот обвинител на заминување, државниот обвинител на заминување, за да потоа се средат работите, доби тој шанса за да покаже дека може да сработи, за разлика од она претходното што не беше баш така во претходниот период. Мислиш дека ќе сработи работата како што треба, имајќи предвид дека еве вчера кажа некои работи кои што денеска беа протолкувани дека издал акција на МВР, кога спомна на еден национален медиум дека 7 полицајци се уапстени во новата акција, имаше толкување утрово дека е издал, односно во време дека била акцијата се одвивала, тој го кажал, за да од МВР потоа стигне демант дека нели не било така, демантира остро, колку е тоа така, не знам, но еве, имаш доверба во овој човек дека Јас може да тие 98% кои немаат доверба во обвинителството начело со овој државен или јавен обвинител. И секако имаме причини за тоа сите ние. Прво, сегашното обвинителство е 102% формирано, целото обвинителство. Збориме под контрола и за потреби на СДСМ, вклучително и државниот јавен обвинител. Државниот јавен обвинител води лична постапка против против обвинител од Вишето обвинителство во Скопје и против шефот на Вишето обвинителство од Скопје, Харувај Цветановски, само за тоа да е, говори дека тој ситуацијата не е контролира, туку се одмаздува на сите што мислат различно од него, а против него има кривична пријава од другата страна. Се овие двајца за кои он има пријава се суспендирани, фрлени на страна, не може да работат, а тој може, иако за него има кривична пријава. Друго, Државната антикорупцијска комисија пријави дека 10 обвинители од СЈО земале над 1 милион евра, ги поделиле незаконски меѓу себе. Постои кривична пријава од ВМРО ДПМН, која основното јавно обвинителство од Скопје ја одбива, и сега треба да знае јавноста кој ја одбива. И одбиваат исти тие против кој е поднесена, зашто Скопското јавно обвинителство се темели и по моќ и по број на обвинителите од СЈО. Сами себе нема да си процесуираат кривична пријава и онда иде на виш. И онда Цветановски и Хајрулај решаваат да го вратат ова назад и да инсистираат истрага да има. И одговор. Истрага до денеска нема. До денеска нема. Благодарение се уште истрагите ги вршат истите луѓе од СЈО, на кои знаеме и гледавме како им се доделувани процеси судски и обвиненија кои тие ги дале и како тоа понатаму течело. Тоа обвинителство во Скопје сега нема кредит, нема доверба во јавноста, нема ништо. Така да не можеме да имаме доверба во овој случај околу Кочани, ниту нив ќе ги испере што и да направат за Кочани. Не може да ги испере. Затоа што целиот нивни труд е компрометиран и корумпиран. Корупција од над милион евра, а компрометацијата е самото тоа што шефот, двајцата свој кои му се спротивставиле на неговиот налог да нема истрага за обвинителите од СЈО, ги ставил на дисциплинска и се обидува да ги поништи со нула, да ги избрка од работа. Такво обвинителство нема доверба нигде во светот. И вие нема да најдете никаде, кај што државниот обвинител им наредува што да прават, овие одбиваат и ги суспендира. Нема такво нешто, освен во Македонија. Од правници веќе чуете што јас го читав како течеше процесот. Проблем кој ја води истрагата. Државниот обвинител рече дека и тој е уклучен во истрагата. Основното јавно обвинителство рече дека и тие се уклучени, а не може двете. Не знаеме кој ја води истрагата. Конфликт на интереси. Тоа не е конфликт на интереси. Еден од нив има право на само. хиерархија и Не, еден од нив има право. Утре ќе имате вие обвиненија. Тие обвиненија некој ќе паднат, некој не.
како крајна судска пресуда. Ви имате сега проблем судот да ги почне постапките уште во старт, која правил страгата. Која прави страгата. Сега, има тука обид да се докажуваат овие СЈО во Скопје, да се докаже јавниот обвинител, сега ќе видите јас све што можам, затоа што овој случај не го тангира толку Зоран Заев, кој е нивни шеф. Не ги тангира толку олигарсите околу Зоран Заев и шефовите од ДУИ. Така да може ова да се истера, не е проблем. Ќе го истераат они, ама не знаат. Дека не знаат, се доказ нивните други постапки. За пасошите, дело кој е од врвен вид на криминал. 200 пасоши издадени на наркодилери. Не одговараше министерот за внатрешни работи, кој на крајот на криштата негова служба ги издава. Не одговараше ни тој што е надлежен за работење со пасоши. Така, делимо собрание сега, да. Ако се сетите на изјавата на судиката кој го водеше тој процес, рече обвинението определува рамка во која јас можам да се движам. Пренесено, бадиела мене ми префрлате ниски казни или слично, кога јас не можам надвор од обвинението да судам. Така да и сега може да има такво нешто, но за среќа не е Заев, не е неговата банда и не е тимот на ДУИ. Па нешто може да се провлече. Но немаме доверба. Немаме доверба во обвинителство 98% од граѓаните, а плаќаме данок. Голем дел од Само да ти кажам, не може сега ти си обвинител, на кој ти стои фиока кривична пријава. И сега твоите колеги од СЈО ја кријат. Со месеци ја кријат. Не ја даваат. Да дојдеш мене да ме обвиниш за, што ја знам, телевизор украл некој ова направил или за кој гајат кривично дело финансиски карактер. Не можеш да ме обвиниш мене. Ти си тој кај кој лежат 100.000 евра без данок, без камата, земење на времето. И ти си тој. Сега таму има 100.000 камата, 100.000 земени по обвинител, за 200.000 евра они све ќе направат да тоа не се процесуира. Најголем удел во тие минус 98% доверба, односно за таа бадиела ја викаме доверба од 2%, тоа е недоверба од 98%, има токму тие ликови од СЈО, Катица Јанева, но и останатите сите кои што учествуваа во целата оваа приказка со делењето на парите. Зошто никој не се засекира, загрижи за нив, па од друга страна па дури ги амнестираше токму јавниот државен обвинител со тоа што го оттргна сушеот и ги дури и ги казни на дисциплинска оние кои што се дрзнаа да чепнат во СЈО, така. Јавноста мора да ги брани овие двајца, не ја и ти јавност. Зошто? Затоа што јавноста има интерес внатре секој да се работи својата работа, како што тој Цветановски и овој Харулај, неговиот шеф е работеле. Тоа е интерес на јавност. Так. И затоа јавноста мора овие двајца да ги брани. Од другата страна на таа одбрана се јавува државниот јавен обвинител, донесен од СДСМ, кој никаде го немало до сега. Сега, зошто он не е сменет иако беше во собрание? Зашто ти ако го смениш, ќе ставиш нов. Без ничим изазван, без никаква вина, новиот треба да го земе случајот во Кочани на свој грб. Додека он да дојде, ќе го начека една организирана клан група од 10 обвинители во обвинителството, кој е појако од него. И него ќе бидат врзани рацете. Еве ти сега, ти со тие твоите 10 и со овие од Кочани, реши го Кочани. Тоа е пораката. Реши го. А дека ќе те смениме, ќе те смениме. Тоа не му гине. Ја спомна корупцијата. Дали корупцијата е виновна за кабелот виновник во модуларната, за шалтерските работници во Двојник, за медицинските сестри на онкологија, за возачот во Ласкарци, за кочниците во Струма? Се што спомна. Так. Се. Но сега нема да завршиме така со кабел и со нели. Има еден дел од нашава блиска историја, од власта на СДСМ, кој ние, ја не се сеќавам некој друг освен мене да го спомиња. Го спомињат и други, можда ја не сум ги видел. Ние заради корупција не добивме вакцини. Во Македонија почина 10.000 луѓе, според званични податоци кои денеска ги има на сајт. 10.000 луѓе за неполни 2 години. Светски рекордери сме, меѓу другото. Не сме светски, ама у првите 10 од 200 земји. Значи во врву. Така. Сите добива вакцини јануари, февруари. Така. Ние добивме крај на април, мај. Вакцините не ги добивме заради корупција, бидејќи беа фатени Заев и Венко Филипче дека барале посредник, ме се чини беше од Сингапур. Так. $5 милиона беше за посредникот наменето. Кинезиве не сака да работат со посредник, сака да работат држава. Ние чекавме 3 месеца. Така. Ако година и пол биле 18 месеца. Во тие 3 месеца колку луѓе починале зашто не биле вакцинирани? Тоа се пребројува. Ке направиш вештачење, ке даде бројка која се темели на реалното искуство претходно. Колку луѓе стојат
со изгубени животи поради Филипче и Заев што не ги земале 5 милиона преку Сингапур. Ние тоа го забораваме. Се работи за илјади, не за стотици, не за десетици. Ако за година и пол имало 10.000, тоа се 18 месеци, 20% од тоа време се тие 3,5 месеца. Значи се работи за илјади. Дали 1000, дали 2. Луѓе починале заради корупцијата на Заев и Филипче. Немаме уште утврдена одговорност, темелна и по вертикала и по хоризонтала, за онкологија. Колку луѓе починале? Така. Зошто нема вештачење? Зошто нема експерти кои ќе утврдат по тоа како се движела болеста, во кој момент требало да се прими на онкологија лек, а не е примен, и што тоа довело пациент по пациент. Сегде во светот тоа би го направили. Колку луѓе починале од како во онкологија тоа се прави, од тој период до тој? 100. Така? 100 луѓе. Ајде идеме пациент по пациент. На кој од овие му е дадена обична медицинска вода наместо лек? Аха, дали би преживел стручно вештачење? Дали не би преживел? Па таму остана тоа. Така, зборуваме за живот. Како да не било. Тоа е убиство со предумисла. Така. Сите тие кои ги продавале нивните лекови, а им давале медицинска вода, знаеле што значи за овој кој има рак? Добро знаеле дека тоа е смрт. Или зголемени шанси за смрт. Ние тие не ги гонеме. Так. Ние гонеме некоја медицинска сестра и некој шофер на шалтер што продал. Некој лекар знаел што се дава. Значи невозможно на лекарот да не му го даеш лекот кој го познава, да му даеш нешто друго, тоа да му помине ете така незабележно. Невозможно е. Ја тоа и од лично искуство го кажам. Невозможно е. Но овде е возможно. Се работи за цел клан кој им одговарало да се продаваат по 2-3 евра цитостатиците, а да им се дава на пациентите вода. Ја чекам зошто ни една фамилија не направи кривична пријава против еден лице. Зошто? Од што се плашат? Еден лице на онкологија, заради кој јас мислам дека мојот татко, мајка, баба, дедо починале бидејќи не му е даен лек туку вода. Да тргне, да се движи. Зошто ни еден починат за време неговата фамилија, за време на корона кризата во периодот февруари, мај, не даде кривична пријава против овие двајца, Зоран Заев и Венко Филипче. И еден лице као трето. Зашто не сум дојдол вакцина на време. Па нека вештачи, човек задолжен за здравство, вешто лице, нека каже какви ти биле шансите. Тоа е општество. Тоа е све корупција. И тоа е све ќутање на граѓаните, кои викаат сите се корумпирани и така дале, и се ти кога добиваш шанса да за свој интерес се избориш против таа корупција, ти ќутиш. Кој да се бори? Политичарот дошол, отишол. Новинарот дошол, отишол. Ке се бориме вака. Но на суд си е давање на суд. Кривична постапка која му виси над глава, да видиш како од 10, како се вика, таргетирани, 5 ке почна да пеат. Не сум ја, Љупче, зошто бе Љупче така ми каже вака беше, па ќе дојдеме до 3 главни. Само тоа е постапката. Колку е врв на хипокризија, едно лицемерие, кога овие луѓе кои што се подсмеваа со заклучоците на анкетната комисија за случајот онкологија, каде што беа наведени министерот, директорот на фондот, директорот на здравствениот и санитарен инспекторат, значи главните кои што се виновни за тоа, оние луѓе под чие што распупено судство добивме виновни кабел, виновни шалтерски работници и се. Е сега за СЈО да не правиме муабет и љагата што ја нанесе воопшто и на државата, но и македонското правосудство, ова институција, пара институција дефинитивно не. Е сега кога од таа партија која што беше креатор на сето ова што го зборуваме, кога од неа слушаме за нешто што се вика ова е селективна истрага, селективна правда, зборуваме за може да каже што сака за да се брани себе. Може да каже не сум ја тој, не сум Венко Филипче. Но колку е лицемерно? Колку сака нека биде лицемерно. Јас сум возрастен граѓанин, писмен и знам да оценам. Мислиш дека не проаѓа воопшто кај граѓаните? Очигледно дека не проаѓа. Значи не проаѓа. Види имам ја некои колеги, да почнеме од СЈО, кој е врв на корупција и која покриваше цело време корупцијата на СЈО, гонејќи на нас и сите други кои кажуваме на тоа. И чија шефица заврши во затвор за Значи имаме мито. телефонски разговори. Да. За кој знаеме дефинитивно дека се правени по нарачка на Зоран Верушевски, бивши директор за државна безбедност на СДСМ, во таа влада, по нарачка од 20 луѓе вработени во, како се вика, државната безбедност. Тоа го знаеме, тоа го каже они на суд. Знаеме дека тие што се објавени еден дел се монтирани, тоа го каже Верушевски на суд. Знаеме дека со тие рекетирани. Знаеме со тие вршена присила. Знаеме се, сега.
Но имаме колеги кои знаеле тогаш. И сега нив имаш ти вака Така. напад на совест, они викаат, ама ние тоа знаевме вака дека беше така, па што не си го кажал? Што не си го кажал пред 3 години, пред 5, пред 7? Што ми го кажеш денеска, откако утврдивме? Тоа е опасно. Тоа е опасно. Така наречени напади на совест и вистина. Да знаеш, а да ќутиш. Бар речи не сум знаел. Тоа е едната работа. Втората работа, корупцијата на Заев не може да спроведе сам без обвинители и суди. Па ние имаме случајот на Боки, адвокат кој барал 4,5 милиона. Тоа е влезено во записник и во судот ставено. Никој не го викнал него на судот да сведочи. Сестра му била судека, никој не ја викнал да сведочи. Ништо. Тоа све се ќутело. Тоа све се правило као да не постои, као да го нема. Ние сме ќутеле, они ќутеле, отишло, се договориле. Зошто ние имаме рецимо на обвинети кои се од кампот на СДСМ, од тој мрачниот мафијашки камп, кои признаваа дело за да нема распит пред судот, за да јавноста не чуе што се дешавало. Не, признавам 6 месеца, чао. Признавам 6 месеца, исто и тоа, чао. Башка условно најчесто, да. Најчесто и условно, така. Најчесто и условно. Нас денеска не судат за вербални деликти, што Европа треба ефтен да заловиш некој ултра, не знам, овие, ако се ка шиитскиве групи што шетаат по Европа, нешто такво, нешто, да повикаш некои масовни насилства, животи да загрозиш. Нас не судат истите суди за вербални деликти, кои на другите, кои меѓу осталото и Зоран Заев, им даваат ослободителни пресуди. Не можеш да вериш што тоа судство. Тоа е корупцијата. Тоа е корупцијата. И таа треба да се брка. Она што ми е мене битно, ја гледам дека оваа влада тоа го прави. Не ја поддржуваме затоа што е ВМРО или СДСМ, затоа што го прави. И затоа што сега и наредниот нивни или туѓ министар добро ќе размисли кога негде ќе сака некому да подари нешто што не му следува според закон. Дали поголем страф има во редовите на СДСМ или на дујот оправање на системот? Што мислиш, или поделен страф е, бидејќи не им одговара? СДСМ не е партија. Да. Значи да расчистиме. Јас лично ги познавам сите македонски премиери, сум седел со нив, сум ручал со нив, сум разговарал за политика со сите. Сите до еден. Можам да кажам дека тројца се издвојуваат од другите. Рецимо по харизма и по инстинкт за политика, може би Црвенковски тука. Можеш да го ставиш како пример за тоа. По организација, по ефективност, по вадење од луѓето максимум што може да предонесат и проекти, веројатно е Груевски тука. По стручност и по честност и по визија, не само сега, него да гледаш и 10, и 9, и 8, иако ти веројатно нема да бидеш премиер, ти е сега Мицковски. И тие три во Македонија се имиња кои нешто значеле во извршната власт последните 35 години. Георгиевски не го ставаш тука. Види, Ќе не прозват, не, пак ќе побара. Зборот ми Љупче Георгиевски, Љубе Бошковски, Да. како се вика, Бучковски, Так. се елементарни непогоди за Македонија. Елементарни непогоди. Ковачевски, да не го Не, забравам. тој не го рачунам дека бил премиер. Он е дојден, мислам, Не предпоставувам. во сметало би рекол. Не, предпоставувам дека он за кеш е дојден за премиер, од страна на Заев, предпоставувам, за да му ја сачува фотелјата и да го брани после тоа од последици. Дур да застари неговото дело, согласно законот 353, членот 353 од Кривичен закон, кој го смени. Тоа беше единствена задача. За мене никој под Димитар Ковачевски не бил премиер. Он е еден залутен, подпрошечен лик, кој ни у Куманова не го поштојат и затоа му е прекарот како што му е, а камоли Македонија да го почитува. Он е паднат од Марс и веројатно сега на Марс не го примеле, негде лута измеѓу Земјава и Марсов, така у лимбо состојба. Но би сакало обвинителството да се позабави со бизнисите негови и на неговата жена во областа на енергетиката, каде што имаме директна корупција. И да знае дека ние тоа го следиме. И ќе вршиме притисок. Ние како новинари кои сакаме да го видиме него чисто пред закон. Филипче, дали го заборави во контекст на, дали би го ставил во контекст на Ковачевски како чувар на Заев, иако се во опозиција, како човек што треба да го брани оној кој што го постави, да не се лажеме. Значи, кога дојде Заев, јас сум разговарал и со Груевски, и со Мицковски, и со некои луѓе од СДСМ од бившата власт кои јас ги почитувам, значи без оглед која власт биле, не се сите од СДСМ црни, нити сите од ВМРО бели, ни од Дуи, ни од Флен, нели. Но едно може да се констатира дека она што ги поврзува Заев и Филипче е кеш.
влез во политика за кеш, за ништо друго. Така. Не, ни звање, ни знање, ни тим, ништо, само кеш. Само тоа. Тоа е нивниот мотив, за тоа се влезени, за тоа се дојдени. Да ги потсетам луѓето дека цела фамилија на Филипче е влезена во власт за кеш. Дека неговиот, како се вика на таткот и брат Чичко, беше прв човек кој предуваше кој во Македонија ќе има право да внесе да лека или не. Тоа се огромни кешеви. Тоа се стотици милиони марки тогаш или долари, кои ти определуваш ти може, ти не. Дека неговиот татко беше министер за здравство, исто така отиден со афери. Неколку на овој Филипче, ни приближно, ама со афери за корупција. Не можете тие луѓе да ги гледате. Денес, од 2016 до денес, соросоидите владеат со СДСМ. СДСМ е инструмент на така наречените нивни невладини, соросоидни невладини организации. Они бираат кој ќе го води СДСМ. Дали е сега најизразено тоа? Па не, сега е бројчено најизразено. Да. Затоа што првите тројца, двајца директно доаѓаат од соросоидите. А овој е тука само да ја чува фотелјата на заем и да го спаси од кривични дел. Балансер, што би рекле така. А Дуи е друго, види. Дуи е организација која има своја причина за основање. Таа причина е изгубена, тоа е 2001 нивните такозвани заслуги, гледано од страна на нивните гласачи. И тоа е све што има заслуги, но 20 години после тоа ги оплескале. Так. Зашто се бавеле само со себе и за свој кеш. Затоа и сега викаат ова е удар врз албанците, па ги повика и Не, оние во тоа МВР да секогаш ги ќе каже. бранат. Не треба да обрнуваш внимание на тоа. Нешто мора да каже. И он има гласачи, и он има околу себе фамилија, и он има фамилија и на Артан Груби, и на своите луѓе кои сега се на удар. И треба нешто да им каже, Алијак. Макар глупо коноќ. Не, треба да им кажеш, Так. да ги испратиш дома, ајде ќе видиме, правам што можам, ако треба Реков на ми, улица, ќе искачаме, да, целото е филм. Но не може да направи ништо. Влен, треба, тек на локални да ги видиме која е нивната сила во Тие моментов. таласања, бранувања таму како ги толкуваш? Еви денеска Мене лично- не се исклучил, се само исклучил. Мене лично не го ми се исклучил. допаѓа тоа што Да. Таравари Солира? се кокошари. Да. Биличи веќе на Филипче, како ти кажам. Таравари има добар потенцијал. Паметен човек е, убаво изгледа, убаво смисол. Местото кое го држи. Одличен доктор. Да. Добар доктор, не знам колку е одличен, но секој случај е добар. Беше добар градоначелник, но тие варијанти, дој ќе ми даде куќа овој, вака ќе ми направи тоа, ќе направи му убиваат политичката цена и политичката сериозност. Так. Прво, он нема гласачи. Он нема никого позади себе. Тие што ги носи 10 души да глуми Алијанса, тие се негови пријатели. Таму немаш партиски функционери, Алијанса е на другата страна. Верувам и дека е точно, и мислам дека е точно, тоа што денес му го лепат, дека он преговара со Дуи. Да, за жал, неговиот пристап во политиката е кеш. За жал. За жал, затоа што за разлика од Филипче и за разлика од Зоран Заев, ово има капацитет. Жално е што го растура својот талент за политика, за куќа, за плац, за комбинации. Би можел да биде 10-20 години во политика наредни, додека сака со својот талент, но очигледно нема да биде. Прашање после локални избори дали воопшто ќе биде во власт. Така. Оно што се случува во Македонија, озборуваме за оној неуспешен обид за воскреснување на оние обоени шарени револуции. Видовме со 2-30 луѓе, па дури и ССМ се приклучи со 50 луѓе излегоа, што беше резил, зборуваме за 10.000 членство наводно, но она што е индикативно, интересно е што истото се случува полека и во соседството, оние така разгоропадени повеќе што беа шарени револуции, односно обоени револуции, некако се обезбоија, наеднаш издишаа, дури онаа во Србија која што зема најголем замав, сега има нешто студенти останати, другите па заминаа замеци со точаци, колку беше со велосипедите, малку тоа патетично, искрено за на кај Страсбург, па сега 16 луѓе ќе оделе и на кај Брисел, но и таму издиша. И кој ги дочека во Страсбург? Така, токму тоа. Ни еден србин. Да. Имаше Странци еден од од Сомалија со Не еден босанец, Транспарент. двајца босанци имаше и некој Да. албанец. Значи, од невладиневе, тамошни. И дочека и втора не возеа со точек од Белград до таму, возеа само сат време за да ги снимаат, па се качуваат у комбе, па после кај Загреб па се сликаат, па кај Виена и така дај. Небитно е тоа. Види, самиот поим револуција, Да. истекнување на власт со револуција во историјата се покажал кобен. Јас би ти дал примери од различни општества. Француската револуција,
која многу левичари ја земаат како едно од првите граѓански ослободувања со соборување на кралот, заврши катастрофално, со масовни убиства. Така. Француската револуција на Мара, на Робеспиер и Д'Антон, која слават левичарите, има убиено 15.000 луѓе. Диктатура беше Не, тоа што 15.000 луѓе со пресуди кои трајат судења саат време. Од тука на гилотина, тогаш и воведена нели гилотината со сечење глава по името на човекот кој измислил гилотен се вика. Тоа е тоа општество. Па пропадна, се степаа меѓу себе, се испозаклаа, па доаѓа друго време, па дури после тоа ги јаде своите деца револуцијата. така. Да. Идеме сега на Русија. Втора револуција која ние ја памтиме. Има и други, не е овие. Идеме на друга страна. Ленин дига револуција. Значи Ленин живее во Швајцарска со пари од англичани и германци. Иначе што би живеело? Да го собори Во царското првата семејство. револуција 905 убиен му е брат. Он бега од Русија, до 917 се 12 години. Што живее он 12 години луѓето околу него? Од нечи кеш. Во сред војна, двата најголеми или најбогати тогашни банкари, Рокфелер семејството и Ротшилд, плаќаат да биде со воз пренесен он и неговата мала екипа во Шведска, Финска и од Финска да биде влезен во Санкт Петерсбург денешен, Петроград, тогаш. Да они не се большевици, они не се мнозинство таму, они се меншевици, малцинство. И успеваат на сила, со колења, со бесења, да го донесат на власт. 3 милиона луѓе. Таа Октомвриска револуција ги кошта русите. Осудени, фрлени по Сибир и умрени. Француската само локално во Париз се 15.000 луѓе. Во Франција се мери на 100.000. Тоа се револуции. Сега доаѓаме до шарените. Шарените револуции, кажа Трамп, кажа неговите соработници, постоеле во светот со странски пари да се оборат легитимни власти. Го видовме на наша кожа. И јас сега тоа нити би додал, нити би одзел. Ја од CIA, од FBI и од американците поише не знам колку и да се трудам. Така да мојата претпоставка и моето зборење добри 25 години за овие невладени соросоидни само доби верификација преку последната власт во Соединетите Американски држави. И тоа ми е мене професионално задоволство. Фала, сега размислуваме исто. Во Србија, прво ова не е најголем, не се ова најголеми протести. Еден од 5 милиона траеше година и по. Изгубија на избори. Изгубија катастрофално, уште у прв круг. Затоа што се корумпирани, затоа што овде нема опозиција. Ова е збир на луѓе ала Заев, ала Филипч, лопужи. Нема, Джилас и лопужа. Човек кој како градоначелник се збогатил за 400 милиона евра. Машала. Значи тоа ти кажа во Врло документ. доходовно би На рекла кои делата му Србите. се застарени, бидејќи неговите од Демократска странка биле на власт. И тоа е целата прича. И сега сакаш ти тие луѓе со кеш, со пари, да дојдат на власт. И затоа не доаѓаат во Србија. Значи, прво, поголемите протести се овие, 1 од 5 милиона. Овие траат 5 месеца. Ги видовме, завршија. Нема доверба народот во нив. Зашто знае дека со нив секој кој дошол на власт, насилно, без избори, бил диктатор во било која револуција. Од Бразил, до Франција, до Русија, до Грција доле, до кај нас. Сите револуции се завршени со диктатура. Наводно пролетарската револуција 41-45, која се обидува комунистите потоа да ја наметнат како дострел и цел на народно-ослободителната борба, заврши исто така со диктатура и со Голи оток. Па дури после тоа ние се демократизиравме од 50-51 па наам. Нема револуција, нема насилно зимање власт која донела добро. Најлошиот систем е полош од анархија и хаос. Најлошиот. Сега ти кажам, човек кој е болен и оди, функционира, врши работа, и е се уште покорисен за општеството, за себе и својата фамилија и блиски, од човек кој е полуден. Тоа е анархија. Човек кој нема систем, нема правила, нема цел. Лудиот човек никому не носи добро. Така, како Ни на себе. калапени се секаде да ги гледаме. Ни на себе. И менталитетски... Така да, ова што ги гледаш, шарени, левици, па чека бе тој левица, го гледам пред некој време, една снимка има, со бунтур, на времето биле, некоја телевизија, му вика, младите бегаат од Македонија, такви као тебе, што ти си сменил 3 партии во својот. Дечко го сменил 5.
Значи, Левица, Апасиев е член на ВМРО. Па потоа, наоѓа работа, па онда стане член на како се кажа, синдикалција Левица и таа другата, Ленка Менка. Да. Така. Па онда треба да си ја земе партијата Левица, да ја води он. Па не може на суд губи, ќе изгуби, затоа СДСМ му дава судски печат да стане шеф на Левица. Па иде у СЈО, зима пари. Па сега го плука СЈО, пошто више не е тренди да се биде СЈО. Срамота е за било кој што бил поврзан со СЈО, па сега ги плюка нив. Он е од ВМРО, кој се преселил у СДСМ. Филипч, татко му беше на социјалистичка партија министар. Социјалистичка партија тоа беше Советник на Тодоров. во коалиција со СДСМ. Да. 96 година на локалните избори, кај што Љубисав Иванов Зинго реши да се тргне од СДСМ, да продолжи сам, Филипче пред наши очи влезе во зградата со Бузлевски на СДСМ, излезе и рече јас сум член на СДСМ и министар на СДСМ. Добро, генетика. Еве го исто овој, кој му беше на министеров за здравство Тодоров, десна рака Филипче, претрча во СДСМ, стана председател на СДСМ. Так. Таква е фамилијата, таков е генот, таков е и Заев. Заев фамилијата сменила вера. Зошто не би смениле партија? Зошто не би смениле било што носи кеш? Так. И са кажи ми, Љупче, еве, не си новинар, си обичен човек, завршил факултет, некоја работа имаш, така? Најди ми држава, цел ден ќе ти дам да гуглаш. Во која? Имаш премиер, еднаш од председателот на неговата партија, помилуван за 8 милиони украдени при градба на Глобал. Так. Така. Доаѓа кривична пријава по снимка полициска Подкуп, да. за барање подкуп, у која се брани ме провоцирале тој таа страна, па затоа и постои он да те провоцира да те снимам да имам што бараш, пошто другите збора дека бараш. Судиите кои го судат, ги менјаваш, Так. он доаѓа на власт како обвинето лице и стане премиер. Трето, го забораваш ти пожарот во Глобал. Кога бил градоначалник, не биле пременети при градење и заштита мерките како сега во Кочани, во Глобал, трговскиот центар во Струмица се случи пожар. Немаше Така, жртви. немаше хидранти, но и подкуп Пуч немаше го хидранти ни заборави, у Кочани. од Иванов е амнестиран за Пуч, за Груевски Тоа му е второто помилување. Така, да. И многу. сега, најди ми ти премиер у нормална држава, не зборам Зимбабве, некоја афричка, кој не ги знаеме, Јужна Америка. Три такви не можеш портир да најдеш, а не премиер. Најди ми тако премиер. И сега ти гласаш за СДСМ, од овој профил на човек. Ја имам една проста работа, која вака разговарам и века, види, ако е помлад, би ја дал ли керката за овој зет да ти биде? Разбираш? Дали би му дал 50.000 евра на заем? Ниједен, ни на Филипче, ни на Заев. Не би им дале на заем, зашто знаат дека ќе бидат превеслади. Така. Имаме уште некоја тема за отворење, ќе зборуваме за признанијата на Марта Кос за бугарскиот министар, зборуваме за уставни измени за кои што се залага, верували не, уште Филипче мислам во Македонија. Одиме со кусиот блок реклами со нас Елатас. Останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е Драган Павлович Латас. Латас е една работа која што ја слушнавме денеска и вчера, две признанија едно по друго кои што наведуваа кон работата наречена уставни измени. Најпрвин Георг Георгиев, министерот за надворешни работи на Бугарија, Новиот министер. Новиот, и тој е веде, валјда имајќи предвид како ги менуваат таму, нели нема ни претпоставам да биде за долго, но кажа една работа да не се надеваме дека уставните измени ќе бидат последната отстапка што ќе направиме, тоа ќе продолжува, за да уште веќе следниот ден Марта Кос, која што е нели за евроинтеграција, односно за интегрирање во Европската унија и за се за проширувањето прашањето во Европската комисија, го каже истото дека никој не може да ви гарантира дека супер сте вие, топ сте нели, ама никој не може да ви гарантира дека тоа ќе биде последно условување и така натаму и така натаму. Ево Македонија, единствени кои што останаа на таа линија и постојано го споменуваат, бидејќи многу е чудно никој друг, не само тие, Филипче излегува и вика проширувањето е главно и мора да ги спроведеме уставните измени. И не само тој, повеќе мине од СДСМ. Дали имајќи предвид со кого си имаме работа, зборувајќи за таа партија од Бихачка, повторно нешто не наведува кон тоа дека и ова е поврзано со еден поим со кој што ја започнавме емисијата, се вика корупција. Возможно? Апсолутно. Да. И тоа мега корупција. Значи, види, на Зоран Заев и на Филипче Европска Унија
и молчеше, не се најно во Европска унија, он знае дека дека има мега крадење, мега прогони со суд и сојо, све тоа знае. И подобро со тебе и мене информиране, бидејќи има кој да им каже. Све тоа го знае, само го остаја за да изврши промена на уставното име и некои внатрешни чистки кои беа потребни. Бугарите истото го бараат од секогаш. Сетете се. Да. Првата корупција ја напиша Киро Глигоров во книгата на своите мемуари. Дека Фрчковски му нудил грчки пари за да го смени уставното име, дека тој го одбил. Тоа е Киро Глигоров. Тој СДСМ не постои со Бранко Царниковски и Киро Глигоров. Овој СДСМ е банда отпадок на соросоидите. Они играат мајтап, седат у кафана и на ливчине пишуваат кој што да биде у СДСМ и само го испорачуваат. Не постои СДСМ. Така еден гостин минатата недела рече дека тоа е бивша партија, само никој не им кажал. Јас исто ти го кажам, дека не постои. Да. Тоа е само надворешен аспект на соросоидите, како они замислуваат политика. Значи, онда дојде Зоран Заев, кој се нафати тоа да го направи. Ама да му се преќутат сите корупции. Од тука тргаме. Јас да ги подсетам, граѓаните брзо забораваат. Како што ги забораваат брзо на Венко Филипче вакцините или онкологија или некои други ствари. Преговорите помеѓу Македонија и Бугарија се водеа тајно. И опозицијата, и ние како новинари, интелектуалци, професори, стручни лица, бараа да видат што тоа преговара Македонија со Бугарија, кога ние од претходната влада на Груевски веќе имаме договор. Постигна. Да. Не, тоа е тајна. Пендаровски тврдеше дека ќе ви кажеме кога ќе биде готово. Кога ќе биде готово, го кажа преку медиуми, не го видовме документот. Тој беше се уште таен. Рипна јавност, над 70% македонци, 80 беа и тогаш и сега. И што направи они? Видоа дека не може да го протнат, се исплаши Заев дека европјани веќе ги затворат очите, он ќе иде у затвор. И она најдоа една варијанта која го спасува СДСМ, а која дозаглавува Македонија. А тоа е договор со Европска унија, која цело време го штити, они имаат веќе клиентелистички однос помеѓу ЕУ, Заев, Филипче и компанија, а тоа е зошто ние сега ова да го крстиме преговор помеѓу Македонија и Бугарија. Ја имам големи проблеми дома. Зашто? Зашто викаат Бугарија се држава, ние сме се држава, билатерален проблемот. Што е во врска тоа со Европска унија? Тогаш земете го вие како услов на Европска унија. Се не више да немаме проблем со Бугарија, да имаме проблем со Европска унија, бугарите гледаат сеир. Така, вкрцете го француски предлог. И дури ни бугарите не тврдат дека со ставање во уставот ќе завршат нивните барања за вето. Немам ништо против да влезат бугари во устав со вајле. Ништо. Нити ќе се смени во Македонија нешто, ни нивниот број ќе порасне, нити гледам опасност од бугарско малцинство во Македонија. Ништо од тоа не гледам. Но мора да постои реципроцитет. Кога ти ќе даеш се што имаш како аргумент, се што имаш како нематеријално богатство, културата, идентитетот, заслугите и твоето место во историјата од Втората светска војна, влегување во Федерација на Југославија, успехот да направиш индустријско општество од земјоделско од тие 40 на години, сето тоа да им го даеш на бугарите на тацна, они да го гонат Љупча Цветановски ако нешто напише за нив, они да ти кажат овој учебник може, не може, ти си веќе тоа што е Босна. Так. Ти си веќе протекторат бугарски. Да. Ни срби, ни бугари, па ни албанци не барале тоа од Македонија од соседите. Само бугарот го барат да бидеш негов протекторат. Та... И сега ако ти сето тоа го даеш, ти не постоиш како држава. Така. Едно дообјаснување само и за гледачите и за Румен Радев побара македонците да ги внесат со народниците на Гоце Делчев во уставот. За информација, први во уставот е ова е држава на македонците, значи со народниците на Гоце Делчев, за жал на Румен Радев се веќе во уставот, значи тогаш ќе не пуштат во... Види, Гоце Делчев е егеец. Така. Значи македонец, роден на грчка територија, денешна зборим. Така. Јас имам еден посебен респект према егејците. Не знам за другите секако, дека ги почитувам и мои Криѓани, и Прилепчани, и Кумановци кои дигнале восстание се, но некако ако ги земеш колку учествуваат во општеството, а колку предизвикуваат акција во општеството, егејците се најдинамични. Многу малци ги има во суштина, а ностап ги гледаме, има некоја акција, движење, особено кои се интересни на држава во прашање. Гоце Делчев и од тие 10, 5 од нив се во Егејска Македонија родени, но тоа е Грција денешна. Така. Сега, ако сме ние потомците по нација на Гоце Делчев роден во Грција. Гркот ќе рече, он е наш.
Грков не вика он е наш, иако он имам теоретска основа да каже он е грчки граѓанин. Така, не го каже тоа. Бугаров каже за што му учел школа, па мојот син у Португал школуван у една од најболите институции за финансиски менеджмент и финансиска аналитика. Да. И што да кажам, португалец е? Така. Дај Боже, нека му даде пасош баре. Ти благодарам што беше мој гостин, ќе имаме уште многу прилики. Јас ти благодарам за времето. Верувам дека кај гледачите дадовме нова информација и едно да ги замолам да бидат американци. Дали онкологија, дали се вакцини, дали било што, тужете. Тужете. Во Америка, ако телефонот на некого, неговата телекомпанија не му овозмежи цел ден да не работи, ја тужи одма, ја плаќам. За тие лекови, за тие лекари, за тој министар, вие сте платиле. Так. Не ви дал вакцини, тужете го. Масовно. Кошен wet floor пишува кога поминуваш чистене подот, затоа што ако паднеш, Така а не пазар, одговара газдата таму, на плочките. Така. Ти благодарам уште еднаш што беше мој гост. Благодарам и тебе. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако имајќи предвид се што се случува околу нас, чувајте се многу.